Што значи burnout, Розалија? Ние се зимаме странски зборови, си ги одомакинуваме тука и да, сите го знаеме како burnout, ефект на согорување, прегорување, работно согорување. Тоа се оние личности кои што во некој момент, ја би рекла, ќе се загубат себе си. Некако се забележува луѓе кои што работеле на себе по начинот на вербализација, по начинот на размислувањето, свесноста, степенот на свесност е многу поголем кај оние кои што работат на себе. Ние велиме, окей, што правиш во текот на денот? Работа дома, деца, работа дома, деца, работа. Што правиш друго? Немам сила. Нормално, затоа што нема нешто надвор, нешто друго. Понекогаш бегањето во работа може да предизвика burnout, но да е последица на некој друг проблем, па немаме капацитети да го решиме тој проблем и одиме со декомпензација и сублимација и ќе создадеме врвни резултати и на крај ќе речеме јас не сум среќна. Некои истражувања кои што велат дека жената, денешната современата жена е повеќе подложна да прегори за разлика од денес современиот маж. Ако сакаш да одиш брзо, оди сам. Ако сакаш да одиш бавно, но на долги стази, оди со тим. Здраво, дечки, еве повторно со мене, Бажи Ангеловиќ. Темата вечер што ќе обработуваме е личен развој. Денеска исто ќе имаме една уникатна, интересна тема и таква гостника, тема која заслужува наше внимание. Ова ќе биде можеби првиот подкаст кај што ќе бидеме фокусирани главно на таа тема, тематски. Темата е burnout. Нашата драга гостника денеска што ги посакаме од срце топло добре дојде е магистар психолог, психотерапевт Розалија Секуловска. Розалија, добре ми дојде. Благодарам на поканата. Добро ве најдов и благодарам на убавото представување. Беше најкратко. Да. Најкратко затоа што, како што спомнавме, нели, јас сум психотерапевт, имам завршено многу правци тоа што зборавме кога, нели, дискутиравме како ќе биде ова, имам завршено повеќе школи, не затоа што не чинат школите, туку затоа што секоја е различна, има различен пристап, но поентата, целта на крајот е иста. Когнитивно бихевиор, трансакциона анализа, фракталното цртање како дел од арт-терапијата, ЕМДР, која што е многу добра техника за работа со трауми, па некаде знам да применам и Бахови капки, што е флоротерапија и така натаму, психодинамска оли интегративна психотерапија и многу. И знаат клиентите често пати да ме прашаат со која терапија ќе работиме, со која школа, појма немам. Значи, сето тоа јас во глава не го планирам сега со ова ќе работиме, туку зависи интуитивно од самиот клиент колку е когнитивиста, колку е интуитивец, колку дозволува да се влезе преку арт техниката и така натаму, така да во својата работа ја комбинирам работата од сите знаења кои што ги имам. Браво. Доста време си потрошила на сопствена едукација и личен развој. Точно, доста време и на едукација и на личен развој, за да ние не сме недопирливи и нас не се случуваат стресови, загуби, преселби, болести, губитоци, добитоци, брнаут и нас може да не се случи, се може да не се случи, не сме ние недопирливи. Меѓутоа, за да поминеме едукација, во психотерапијата ние мораме прво да ја почувствуваме на себе, значи за да ЕМДР кога ја учевме, значи моравме да изложиме свој случај каде што да го почувствуваме тоа што го работиме. Меѓутоа паралелно од едукациите, како што спомна, да имаме работа на себе, каде што сите ние кој колку сака и како сака одбираме свој психотерапевт со кој што работиме. Не дека, затоа викам, не дека сме недопирливи, туку затоа што и ние сме живи суштества кои што не сме идеални, не постои ништо идеално, туку и ние доживуваме плусеви и минуси во животот и убаво е да ги сработиме. Некој ќе рече, па добро, да, можеш ти тоа сама да си го сработиш. Може, да. Може нешто површно или зависи некој дел, да, можеби можам, посвесна сум сама да го завршам. Меѓутоа во глобала сосема е друго кога друго објективно лице од страна ме води и мене низ тој процес. Добро, тоа да. И јас работам на себе, на својот проблем. Така да, освен едукација, имам и работа на себе. Да, драги гледачи, кога влегуваме во областа личен развој, да завршиме одредена психотерапевтска школа, многу е важно тамо дали има предвидено одреден број на сати и лична работа. Без лична работа, само едукација,
Тоа го има, не мора да идам некој да ме учи, пишуваат све на интернет. Сега кога кажа тоа, мимо прашањата и темата, кратко само. А кога рече и ние сме недоприли, знам, сакаш да кажеш на сите ние што работиме на себе. Како правиш ти разлика, тој работи на себе, тој не работи на себе? Како прави Розалија разлика? Розалија чувствува. Да? Интуитивно. Некако се забележува луѓе кои што работеле на себе по начинот на вербализација, по начинот на размислувањето, свесноста, степенот на свесност е многу поголем кај оние кои што работат на себе. Дефинитивно да. И за разлика од оние кои што не работат на себе, има доста забрани, има доста, во речникот се забележува, треба, морам. Оној кој Треба, морам, така е, браво, продолжи. тоа нема потреба од треба, морам, се е онака окей, ако можеш, можеш, ако не можеш, не можеш. Немање контакт со своето тело, како дисконектирани се од своето тело. Или пак се пренасочени надвор кон другите луѓе се виновни за се. Не е точно. Постои одговорност. Па тука исто така оние кои што не работеле на себе, бегаат од личната одговорност, као општеството е криво, работодавецот е крив, сопругот му е крив. Или сопругата. Сопругата, точно. Општеството во кое што сум се родила е виновно. Не, тука гледаме нели одма оној кој што работел на себе ќе рече, окей, ја имам одговорност за сето ова, јас на некој начин имам докаде можам да го создадам мојот живот онаков каков што сакам. Да, постојат ограничувања од општество, од времето во кое што живееме и така натаму, меѓутоа сепак ние имаме слобода. Имаме слобода на избор, одлучување. Се нажив, браво. И така натаму. Одлично го објаснила. Сосема Ова спонтано. објаснување го дава само тој што работил на себе, што ги осетил тие разлики. Да, со еден збор кратко и јасно, мислам, разликата, да. Тој што работи на себе има свесност, кога е во емоција не настапува под емоција, дека тој што не работи на себе, кога е во емоција на гнев, почна да се расправа со луѓето. Ти убаво кажа, тој што е одговорен, независно во кое време се родили, во кое општество, што можам да направам во овие услови во кои јас живеам, постојам најдобро да биде за мене, за мојата фамилија, и најдобра верзија од мојот живот да извлечам. Браво. Сега да идеме на темата која не сум видел до сега негде да е третирана на подкасти, на емисии, може би ние посериозно први ќе видиме што ќе ја чепнеме, кои се моите претходни гости за деца со атипичен развој, посебно во подкаст збора. А ја слушам на секаде и кај моите клиенти, на тие тим билдизи, кај што ние ги правиме, но трансформирачки, не она со влечење, јажење и така натаму. Burnout. Што значи burnout, Розалија? Па ни така, објасниш. ние се зимаме странски зборови, си ги одомакинуваме тука и да, сите го знаеме како burnout. Burnout или ефект на согорување, прегорување, работно согорување, каде што е поврзано со работата. Има зашто, понатаму ќе навлеземе зошто баш е поврзано со работата. И тоа најчесто им се случува без разлика на годините, понекогаш без разлика и на позицијата, во хиерархијата на своето работно место, без разлика и на видот на работата, мада и тоа е поврзан, но еве, тоа се оние личности кои што во некој момент, ја би рекла, ќе се загубат себе си, ќе станат работа, ќе се идентификуваат со работа, со учинокот, со успехот, и така убаво, тоа не се случува преку ноќ, од денес за утре, тоа е некој процес кој што така полека трае, и после некое време, ако човекот влегол или жената влегла со преголема мотивација, ентузијазам да работи, после толку многу работа, немање граници, погрешно, преголемо инвестирање на себе си доаѓа до степен да веќе не ја сака работата, не може да ја работи работата, има ниска мотивација и веќе телото изборува дека не може да, или му зборува, ја отидов сега во женски род, на човекот телото секоја зборува, само ако го слушаме. Точно. Ако знаеме да комуницираме, извини. Точно, затоа ја викам ајде холистички пристап, тело, емоција, мисла. Значи не да ги сецкаме
Се сме тоа ние едно, Ние го викаме целовити. тој свет триаголник, да. Ете, И да има демократија. ние го баш убава демократија, да се зборуваат едни со други, зашто сите се И важни. од таму носиме одлуки, да. Точно. Браво, браво, Во една браво. состојба баш на празнина, на хомеостаза, на баланс. Кога ќе излеземе од тој баланс и ќе дојдеме во дисбаланс, и кога тој дисбаланс ќе трае хронично долго и ќе се исцрпат сите потенцијали на личноста, сите резерви, психолошкиот имунитет ќе се намали, па дури и медицинскиот имунитет ќе се намали, доаѓа до еден степен на апатичност, незаинтересираност, некои знаат да кажат депресија, но јас не се расфрлам толку многу со тие поеми, затоа што убаво е да се диагностицираат. Имаме примарна, секундарна и така натаму. И доаѓа до степен кога некој си успешен работник веќе не може да работи и не ја сака работата. Но за да дојде до тој степен ќе помине многу фази, каде што има многу фази, дури околината ќе го забележи дека ова не е истиот работник кој што беше пред некое време. Но тој не ќе да го забележи тоа, може да го забележи да се врати назад, но некој не ќе да го забележи и упорно оди да ги тестира своите граници. И во тие фази, да убаво кажа да да не го кажеме депресија како фаза, но стануваат едноставно роботи, без чувства, без сопствено јас, не се со себе поврзани, дено да помине, да го сработи, постојано се уморни. Тоа најинтересното што кажа, ова е хроничен процес. Тивко полека влегува во нас неприметно. Подмолно. Кои се тие симптоми почетни што да нашиве гледачи да го предвидат за да може понатаму после да дојдеме до темата превенција. Кои се првите знаци појавни на тивко согорување? Да, ние во нашиот клиник не сакаме странски зборови, но ова го користиме бидејќи сите го познаваат. Точно. Иначе... Бидејќи е звучно и ќе се потсетат всушност што е бърнаут. Да. Меѓутоа јас си го викам исцрпеност, прегореност, согореност, согорување ми е некако по-автентично. Тивко гасење на човекот од внатре. Може. Плюс на додадено на твоето. Точно. Да, може убаво, вака можеме еден брейнсторминг и ќе направиме кој знае што. Има доста знаци, како што рековме, уште на почетокот, а и понатаму сето тоа си кажува нашето однесување. Спомна некои фази, by the way. Да, има фази, но пред да дојдеме до фазите, како луѓето ќе препознаат, се осликуваат на 3 димензии во емотивната, како што рековме, емоциите, телесното и когницијата. Меѓутоа, ете, кој да ги слушне и да ги препише дека тоа се должи на моето однесување кон работата, а не на нешто што се случува сосема друго. Тоа да е трениран да ги слушне, да таа лична работа што збориме. На почетокот... Не мора да учи нешто, но да посетува како тебе, да посетува за да тренира. Нешто, да, за да биде свесен. Јас затоа викам малце внатре кон себе, доста надвор кон другите, кон дразбите. Сите се надвор. Сите се надвор кон дразбите, кон ти, кон оној што рече, како рече, зашто беше. Да, тој тоа го рече, но што тоа предизвика во мене? И ние велиме, ај сврти се малце во тебе, ние не работиме на него, ние работиме на тебе. Така да, кога луѓето после некој време ќе забележат дека емоционално се пораздразливи, нервозни, знаат младите да речат, се чувствувам overwhelmed. И сега јас, пошто си го сакам јазикот, викам, ај кажи ми го тоа на македонски, се чувствуваат преоптоварени, преполни, каде што веќе контейнерот, нашиот контейн да содржиме, не може веќе да содржи, и тоа е во ред, зашто сите имаме капацитети, се чувствуваат преплавени. Доаѓа до хронична вознемиреност, хронична исцрпеност, проблеми со концентрација. Дојдов тука, зашто дојдов тука, заборавив. Океј, понекогаш може да биде симптоми на нешто друго, но одиме во контекст на бърнаут. Свесно, подсвесно бойкотирање на состаноците, на активностите. Заборавив дека тоа морам да го направам. Преоптовареност, преплавување со работа. Чувство на неефикасност. Не дека на вистина е неефикасен работникот, туку тој се чувствува да тоа е тоа внатрешно интимно чувство, јас сум неефикасен. Другите велат, ти си ефикасен, во реде, даваат строкови. Во реалноста, да, но јас не сум ефикасен. Сега овие се така малце општи и луѓето може да кажат, еве ти депресија.
еве ти некои проблеми во бракот. Па можеби, па до сите сме сега некако летаргични. Сите сме некако заради сите овие случувања, да, и незадоволни, и деконцентрирани, имаме и магла, можеби си во климакс, можеби си, не знам, преоптеретен, можеби ова е современо родителство, да? А можеби е и бърнаут. Некако го забораваме дека можеби е и бърнаут. И ете така тие подмолно симптоми си се провлекуваат и после човекот ќе рече јас сум хронично уморен. Ние велиме, окей, што правиш во текот на денот? Работа, дома, деца, работа, дома, деца, работа. Што правиш друго? Немам сила. Нормално. Затоа што нема нешто надвор, нешто друго. И затоа што и сето слободно време за таквите луѓе е губење на време. Зошто ја сега да одмарам? Може и така да се. Зошто ја да спијам? Само мрзливи. Тоа се некои кои што имаат искривени верувања дека неработата не го направила човекот. Па ние имаме и поговорки, се отидов јас, џабе работи, џабе не седи. Но тоа може да е, од моето искуство со мои клиенти, да е само обланда. Да. Него кога ќе одмара, сам со себе, почнува да работи цел процес на бърнаут, сите мисли и да влезе во тревоги. А кога работи, он нема време да мисли на тоа што е одвоено од себе, од своето јас. И тогаш му доаѓа сите работи што се во тој контејнер. И луѓето некош свесно вика, не можеме да одмараме, ја сакам да работам. Иначе, уствари, бега од тоа да биде со себе. Точно, и ние од надвор ќе речеме браво. Види го работник. Сака да работи. Себе нема да кажеш така, да. Да. Одмарање мора да има. И работодавецот или колегите или родителите ќе речат, леле, видете го моето дете, видете го моето. И што најинтересно, децата согоруваат 7-8 деление. Согоруваат. Од голем стрес петки на крај, у средно веќе нема капацитет да учи, он е Да, Точно. Со рече годините немаат разлика, извини. Немаат разлика. Па и они се преплавени со дразби, сега да не влегувам со тие социјални мрежи, веќе ми е многу едно те исто да зборам. Да. Меѓутоа, ова убаво ти го рече, затоа ние психолозите, психотерапевтите гледаме да видиме дали тој навистина сака да работи, затоа што сака да работи и зошто сака да работи, дали е тоа екзистенција, која е целта, дали е тоа екзистенција, дали е тоа само актуализација, јас сакам да бидам подобрата верзија. Океј, дај ми дефиниција. Дефинирај ми го тоа за да не биде премногу. Да, ние може да помогнеме ако конкретизира. Кога е воопштено не можеме ништо. Јас сум несреќен, а зашто не знам, сум несреќен. Имаме често доста такви браво, клиенти кои што чест. фала, доста клиенти кои што велат појма немам, не знам зашто сум несреќен. Ете го губењето на вербализација. Ние велиме вербализирај, кажи го за да го чуеш. Кога ќе го чуеш, ќе го ментализираш, ќе го преработиш во ментално, па после можеби ќе го почувствуваш. А некој тука има так. Не знам да го кажам. Што тоа предизвика кај тебе? Не знам. Одсечено со телото. Тогаш може да му кажеш, ајде нацртај го. Тогаш јас одам, окей, ајде Каде да ќе го од сите нацртам. твои опции што ги имаш. После тоа, И ние например, имаме тоа, да. можеме да одиме и со ЕМДР, окей, дај ми некоја слика, ајде да ја истапкаме таа слика и некој ќе рече, окей, не сакам. Или работа на две столици, гешталт, го немам завршено, меѓутоа ја користиме скоро сите, доста луѓе ја користиме психотерапевтите гешталт. Техниката работа на две столици. На некого му е смешно од клиентите, не може да влезе во улога, на некој тоа му оди многу лесно. И сега ја да се навратам, ти баш оно убаво го рече, ќе се одморам. И сега додека се одмора, има луѓе кои што тука доаѓа бујца на идеи. Не може да се одмори. Тој не се одмара активно. Тој всушност повеќе се замара, се вознемирува. Дали тоа мајка ми починала, дали тоа вчера работодавецот вака ми рече, леле не маштија, леле имам не знам, чир, морам да одам на доктор, не можам да одам на доктор, имам рокови. И тој има една бура на мисли, тоа overthinking, што го велиме, преголемо размислување, и тие луѓе се тука во главата, имаат расцеп со телото и со другите канали, и тој ќе си рече, окей, ајде јас да не размислам, ќе почнам јас да работам. Може домакинката Дефокус да дефокус. Што е окей?
Па на некој начин е окей, меѓутоа проблемот не го решиле. Не, тој си седи, тој Си- само расте. Точно. И Ово еден сваќа ден, дека тоа се плаши, и само тоа ни го храни уште повеќе тој волк, што викат како таа една приказка, што храниме. точно, што храниме, тоа повеќе Те расте само во нас. моментално ока што кажав. Точно. И така да речеме, домакинката ќе ја исчисти куќата, ќе направи најубава торта, ќе биде се супер, за да таа не мисли на нешто друго, што потајно си тлее во несвесното, во предсвесното, како што би рекол Фройд. И потоа ќе експлодира зашто ова е тука, а не е тука. А нема врска, не е ова причината е тоа таму нешто старо. Така велиме и работникот, ќе работи, нема да добие сатисфакција, нема да добие, или ќе добие, ама ќе ја дискаунтира. Затоа што мама, тато мене никогаш не ми рекле браво. Или ми рекле браво, ама не е доволно, можеш подобро, како Марија. И така натаму. И тогаш работникот, да речеме, ќе работи и чека од работодавецот напредување, чека браво пред цел колегиум, чека 13-та плата, не е битно, чека... Нема да добие. И нема да добие. Ќе добие тој што можеби најмалку се работи, ама е најблизок со работодавецот. Добар дипломата е. Точно, има добри вербални ораторски имаме тоа способности. искуство, Или Да. пак многу убава мисла прочитав, понекогаш не е битно колку многу работите, туку битно е колку се слуша вашата работа. Или видливите резултати. Видливите. Така можеме да работиме да не се гледа ништо. Точно, имаме многу административци Така е. затворени во канцеларија, секе сработат, но не знаеме дека постои тој административец на работа. Да. Не сме го исперципирале дека Марија е вработена кај нас. Но за, не знам, друга некоја Елена се слуша надалеку, затоа што Елена знае тоа да го представи, да го вербализира и да го каже. Да, пиар има добар вграден. Точно. И затоа велиме дека понекогаш бегањето во работа може да предизвика бърнаут, но да е последица на некој друг проблем, па немаме капацитети да го решиме тој проблем и одиме со декомпензација и сублимација и ќе создадеме врвни резултати и на крај ќе речеме јас не сум срекна. И наше е, мое, а и твое, да откриеме зошто тој не е среќен. А види го, има јахти, империи, сио на не знам што. Зошто е несреќен? Тоа нема врска едно со друго, точно. Нема врска. Друго е кога работникот се поистоветува со учинокот и ќе рече, окей, задоволен сум со ова, сакам следна цел. Друго е кога... Тоа е здраво. Тоа е кажано. Постави цел, реализира, така се создава чувство на самодоверба, на сигурност, на успешност и така расте среќата. Кога знам сум поставил една мала цел, сум ја реализирал. Јас се осекам задоволен. Сум планирал, сум спровел, реализирал. Чувство на среќа. И така ние растеме. Цел по цел, степ бај степ. Браво, што го кажам. Браво. И ние па велиме, окей, како го прослави успехот? Тоа е многу важен момент. Исто, секојаш. Браво, Розалија. Да се прослави успехот, не да го... И да е ситен, ние тоа учиме со нашите клиенти, работиме. Секој мал свесното пиење кафе е за прослава. Се треба да се прослава. Тоа прославување ние како го прославуваме. Ајде, објасним нашите гледачи. И јас исто така на клиентите знам да им кажам ајде да го прославиме. И сега оние кои што имаат забрана за задоволство, забрана за успех, затоа што како се ова се очекува од мене ја да магистрирам, тоест мама тато очекувале и тука не се очекува од тебе да магистрираш. Не мора, ете таа дозвола. Не мора да магистрираш. Убаво е, но не мора. Тоа не е гаранција за успех. Не, Апсолутно. Апсолутно не е. И ајде да го прославиме. И многу знаат да кажат нема потреба. А како ќе се израдуваш? И тогаш бараме најминимално. Јас знам да кажам, окей, оди купи сладолед. Сподели го тоа со најблискиот. Јас кога ја отварав мојата пракса, ете така ми дојде, шетав и купив менгуши. Ми се бендисаа и си реков, ова ќе биде символ на моето. Тие се најубавите. Ја од тогаш па натаму имам секаков накит. Но не е до накитот, до емоцијата е. Затоа што пред 7 години на тој ден се сеќавам и на сликата, таму поминував, купив нешто за да го прославам мојот успех. Каде што 3 години немаше успех, ја бев у позитивна нула. Меѓутоа ја не бев у губиток, па и да бев у губиток. Има начини како нели тоа ќе го разработиме. Понатаму кога дојде успесите, дојдоа прекрасни менгуши, карикирам свашта нешто, но ја немаа таа дразба.
Затоа велиме и најмалите успеси, а камоли па Мора се магистратура. да се мапираат. Што би рекла Зорица, го користи на мојата прва гостинка, поздрав. Ајде го користи често мапирањето на нешто, ама и овој да се мапираат нашите успеси во текот на денот. И тоа е дозвола биди дете. Ајде прослави го. Да. Како ја на 30-40 години да славам? Така убаво. Оди во кино, викни гости, оди на забава, направи забава, викни ги најблиските, не викај никого, направи што сакаш. Сподели го, Да. Да се чуе, еве го моментот да се чуе. да. Да не остане затворено во... Ја некојаш ќе споделам, некојаш знам како сабеле завршив со мојата пракса од вежбање или после подкастов трчање и се викам благодарам Господе, ваше го успеав да го сработам и сум среќен. Некојаш ќе го објавиш на други, но треба да сме свесни за секој ден успесите што ги правиме чекорче по чекорче, да ги прославиме, да ги означиме, да ги објавиме. Точно. И откако ќе ја завршиме таа задача, еве да речеме да магистрирам, окей, сакам нова цел. Тоа е во ред. Некој ќе рече не сакам нова цел. Тоа е долгорочна, краткорочна, среднорочна, долгорочна цел, да. Не ќам следна цел, до тука ми е доста. Тоа е во ред. И даваме простор, за сега е во ред, доколку понатаму во животот се предомислиш и тоа е во ред, тогаш можеш да работиш нели на надградба на себе. Но некој што ќе рече сега сакам докторат. Поставуваме цели. И јас секогаш велам не поставуваме грандиозни цели, меѓутоа ние луѓето поставуваме грандиозни цели за да прегориме. Добро кажано, да. Грандиозни цели за да се бойкотираме, да не успееме. Кај сега јас со 500 активности ке докторат, например. Ама сакам. Добро. Веднаш и сега. Да, тоа е па намален праг на толеранција на фрустрација, кој што е карактеристичен за деца, затоа што се незрели, затоа што се мали. Ние би требало да сме зрели, би требало. И тогаш нема кај нас сега овде, туку имаме толеранција на фрустрација. Не може сега, туку ќе чекаш минимум, не знам, 4-5 години и тоа те чека објавување, пишување, полагање, жртва помеѓу приватното, службеното, домакинството, не знам, работата, работодавецот, слободата, одморот. Можеш ли тоа да го постигнеш? Да, ќе речат луѓе, да. И на крај ќе се бойкотираат. Ова е свесно и несвесно бойкотирање, за да утре дента рече ја сакав, ама не успеав. И тука можеме сега, гледаш баже како ме шеташ од тема на тема, отидов ја сега у трансакционата, тука одиме на несвесни игри. Многу ги обожавам. Сите ние луѓе играме психолошки несвесни игри. Можно е, хипотетички, не мора да значи, можно е да таа личност има игра дрвена нога. Да не беше оваа метафорички дрвена нога, јас ке магистрирав. Ама пустата дрвена нога. Дрвена нога може да биде мојот брак. Да не бев јас мажена, сега ке бев доктор на науки. Дрвена нога може да биде Македонија. Да се родев јас сега во Њу Јорк. Не доктор на науки, на Марс ке слетав. Тоа е синдромот на дрвена нога. Така да, многу е подлабоко колку што вака на површина ние се однесуваме, поготово еве во контекст на темата на бърнаут. Има многу се тоа слоеви. Да. Така. Да. Да одиме со моето омилено прашање или да не го прекинувам твојот Ајде. когнитивен процес. Како сакаш? Пошто влезе во процес. Да, има ли разлика половите кој е по-отпорен или помалце отпорен на бърнаут? Машки и женски, родовите. Ај бидејќи ти си тука, еве се почнав ја, што ти мислиш? Па ја мислам дека како емансипацијата на женскиот пол одамна веќе е во сериозно напредната фаза и балансирана рамноправно со мажот, сега сме исти жртви на тој процес. Сега сме исти жртви, убаво го кажа. Да. Исти жртви сме за подобро. Пред 100 години најверојатно само жената била, за жал. Мојата прабаба, твојата прабаба. Они тогаш имале, како да речам, некако се знаеле, имале структура. Да.
ќе роди. Немале многу што да мислат. И требало секој ден тоа и тоа. Се знаело, сопругот е тој кој што треба да мисли, да оди во лов, надвор, да печали, како знае и уме, а домакинката, нашите баби, седеле дома, готвеле, го гледале домакинлукот и децата. Да. И имала некоја помала амбиција. Нели? Друго е сега денешната современа жена, каде што еве пак ќе речеме, да ќе рече татко сум и јас се грижам за семејството, но некако сите знаеме дека тоа подсвесно оди на мајката. И сега кога ќе ми спомна современа жена, се изборија женскиот пол за емансипација, но сега како да премногу зимаат заваци и можеби се малце и поголеми жртви него мажите за брнаут. Мажите како жените стана Мажи. мажите кога да стана мажиње или станавме хедонисти ние. Кафаница, друштво, детето мое да учи со мајката, не знам, ова, готвењето и така натаму. Може и да не сум управо. Тука некаде во право Значи, си. може, ма жените се поизложени на бърнаут, на тој Жените. предизвик. Точно, жените се Сега кога повеќе... ќе ти кога ме слуша, кога размислувам, ние не сакаме да имаме генерално верување, мораме да ги тестираме и да најдеме што е добро. Точно, и ние не кажуваме генерализација и нема Да, потреба луѓето нема тоа да го генерализација. сватат, нема генерализација, генерализација. дека сите жени се повеќе поподложни и дека мажите воопшто не се во споредба со жените, неточно, затоа што се е тука индивидуален пристап. Да. Меѓутоа Тоа треба колективно, да го повторувам, мислат секогаш ништо не генерализираме, точно, Не генерализираме. браво. И секогаш време се потсеќам на тоа, ама еве добро што ти го кажа. но постојат статистички истражувања кои што Тоа е меродавно. Тоа е Јас сакам меродавно. статистика. И ја обожавам статистика затоа што се повикуваме на некои истражувања кои што велат дека жената, денешната современата жена е повеќе подложна да прегори за разлика од денес современиот маж. Да. Зашто? Затоа што жената, рековме дека освен домакинлукот и семејството, куќата и децата, па и сопругот, тука си стави една убава работа и таа работа па и не е задоволна, сака амбициозно да напредува во кариерата. Легитимно, окей, да. И ова се многу работи со кои што таа треба да вага, но не може да се вага, особено ако имаме амбиции, особено ако тука имаме доста активности. И тогаш жената свесно-несвесно се преплавува, се претрпува со многу активности и општеството и наметнува ти мора да бидеш убава, ти мораш секогаш да бидеш средена, ти мораш секогаш да бидеш нежна во женската енергија, за разлика од мажот кој што може и да викне. И дека таа мора, ништо не мора. Таа мора да биде добра домакинка, мора да знае да готви. Срамота ако купува готови јадења. Таа мора да биде добра мајка, претежно да оди на родителска. Таа мора да ги знае наставниците, таа мора на работа, се мора премногу. Да. Решение? Не, па нека ти кажам чаре, кој е чарето, ма чаре нема сега и одма. Има знаеш. чаре. Има чаре, знам, но тоа нема да биде веднаш видливо. Треба малце процес да дојде тебе подолго време малце. Подолго време да знаат и клиентите да кажат за колку време ова ќе го решиме. Да, обично има редовно прашање. А дали ќе успееме и за колку време? Не знам. Да, И јас кога ќе речам не знам, онда одиме како е ова. Дали сум на право место? У себе, ти го читаш на околицата, Да, како може да не знае? Не знам, затоа што сето тоа е индивидуално. Затоа што кај некого е потребно 2 месеци, кај некого е потребно 1 година. Затоа што ние како личности знаеме да се бойкотираме, знаеме да се саботираме, некој оди побрзо во напредувањето, нели некој оди побавно. Се е тоа процес. Така да, чаре. Имаме неколку чариња, да се изразам, да ја прашаме таа жена зошто. Тоа прво и основно прашање, да. Зошто го прави тоа? Да. И тука веројатноста да отидеме кај мама и тато е многу голема во примарното детство. Убаво рекол Фројд, од првите 5 до 7 години се градат темелите. Таму имаме дозволи, забрани, потиснати работи. И зошто тоа се провлекува понатаму цел живот? Помалку свесен клиент ќе му треба за ова повеќе терапии. Побрзо свесен клиент ќе влезе побрзо во сето тоа и побрзо ќе го сработиме. Да. Но не е битна брзината, еве го прегорувањето, брзина, не е битно. Секој оди со своје темпо. Зошто таа жена одлучила да живее таков живот? А јас тука би ги вклучила и мажите.
Не зашто мажот е допуштил на жената да живее таков живот, окей, значи таа има слобода на избор, сите имаме слобода на избор. Меѓутоа, зошто мажите отишле во хедонизам? Зошто отишле, нели, па добро, окей, сега и таа работи, сакавте женски права? Еве ви женски права. Сакавте да менувате сијалици, шрафцигари? Ајде, еве ви, нели? Ја би рекла, мажот малце повеќе да влезе во нашиот женски свет. Сега тоа дали мажот треба да се бори за тоа или треба можеби жената Да му дипломат, дозволи. така. Да му дозволи. Ајде да не бидам филозоф точно. Да. Така. Затоа што може некоја жена ќе рече излези, тргни ми се, остане. Само ми сметаш. Ми сметаш. 13-то прасе, 4-то И тркало. се го гибрето. Да. Оди таму најдобро ти што знаеш да работиш. Значи ти не можеш да ги измиеш садовите како што јас можам. Да. Или ќе ги искажиш. Точно. Па тој стварно ќе ги искржи после волкав притисок. Дефинитивно да. Точно се согласувам целосно, не викам не. И тоа е баш она синдромот на работникот кој што ќе прегори, кој што ќе рече само јас знам да го напишам ова, да го направам, никој друг не знае. Да, и морам ја да го направам. Ја ќе го направам. Да, обично, да. И тие прегоруваат. Да. Значи жената треба да му дозволи на мажот и оној работник. Треба да му дозволи на колегата, влези малце, дај тимски да работиме. Така е тимски. Со поделени улоги, јасно и гласно да се знае кој што. Да, Да не биде за некој во тимот да биде Товарено магаре. другиот да го земе медалот или колачот. Значи, Зависно од пиарот, собствен. да, колку и пиарот е објективен, субјективен, интуитивен, Да, така затоа натаму. тој тим треба да има јасни правила. Али е Граници. добра тимската работа носи го успех. Точно. И како беше, ако сакаш да одиш брзо, оди сам. Ако сакаш да одиш бавно, но на долги стази, оди со тим. Така е. Да. Значи, мажот и жената се, јас се патив за мажот и жената, тие се Да, тим. лего има партнерски односи, но и тука може да има бърнаут. И Не тука е има. само на Затоа работното велиме. место, и во образование, училиштето на нашите дечиња, и секаде. Секаде. Затоа што ние луѓето сме секаде, во сите сфери. Во образование, во здравство, во социјала, во правда, во општеството сме, не сме дисконектирани. Затоа велиме, за да жената не прегори, потребно е да отвори малце врата да сопругот влезе во женските активности. Па како знае и уме да ги направи? Небитно дали ќе сгреши, сите грешиме. И во реда да грешиме и така се учи ако некој е отворен за учење. Значи и сопругот она што може за почеток влегува, а не само жената да се товари, јас можам тоа, јас можам тоа, јас можам тоа. Туку и да делегира. Ја ќе правам ова, ти прави ова. Ајде да се поделиме, ајде да се изротираме малце. Па и сопругот ќе рече, дај да се изротираме малце. Да. Сега иди ти жена во кафанче, ја ќе Ја ќе дома готвам. руче. Да. А ти одиш живе. Да, добро беше ова, од кај мене моца шава да се насмееме, да. Така да, родовата, може би, сак после овој разговор, мислам дека жените се малце повеќе изложени на ризик. Коменом тоа првото што ме прашам, а после оваа дискусија со тебе. Ајде кога веќе сме во организациите, должината на работењето на исто место, работниот стаж, хиерархиската поставеност, како тие влијат на бърнаутот и дали влијат? Поврзани се. Ние не велиме каузалитет, немаме причинско-последична врска, пошто тоа е веќе експеримент. Ние велиме дека постои поврзаност. Еве да се сетат сите, да се сетиме ние како сме биле како во однос на стажот, кога сме биле млади вработени. Ја бев, како да кажам, тоа е фаза на романтизам. Мислев дека се тече. Дека тогаш имав 26 години. Се вработив и викам, вау, се тече, и доаѓам во реалност каде што гледам дупки во системот. И векам, како тече овој систем? Едноставно тече, хаотично, Но се иде. но тече. Тече. И тоа гласоговорниците беа, тргни ги тие, ќе ја бойкотираат работата, овој што молчи, добро работи, него ќе го земеме, ете ти, таман потенцијален да прегори. Овој не го бива за тоа, а овој знае, ама не ќе да куца на компјутер, ај остай го него. И така некако тече работата. И ако имаме 50 вработени, прашање е колку имаме квалитетни луѓе кои што работат. И оние кои што се кријат, и оние кои што навистина не ги бива. Али добро.
И јас така влегов романтична, каде што се тече, се супер, видов грешки, видов пропусти од минимални до големи, давав идеи, давав предлози како да правиме програми, како да со децата да влеземе нели во нивниот развој, во не беа слушнати тие програми, затоа што вака е полесно. Полесно е зашто трае 100 години, затоа што вака е одржливо. И сега ние ќе си ставаме нова Да, работа. луѓето и немаат секога способност и желба и храброст да влезат да се соочат и со предизвикот нови промени, да излеземе од зоната на комфорт, од познатото. Тера вака, што ќе го менуваме? Ќе добиеме повеќе пари? Не, нека иде вака. Имаше ќе преживеат оние кои што се полесно адаптибилни. Тоа е точно. И еве го сега дојде времето. Да, има еден председател, мислам умрене пред 20 години, дали една изјава. Постарите треба да учат за да обстанат. Младите треба да работат за да успеат. Вики, ако не учиме, се немаш да знам смарт да користам ово ново време, немаше на мои 50 години да имам приклучок со времето. Точно. Кога ти си почнал со работа и сега, па сигурно сега не сум правил таква, не сум го анализирал тоа прашање сами, сигурно 30% од работните места тогаш што постоеле денеска не постојат, а 30% има нови работни професии кои не сме ни замислували дека можеби ќе постојат. Точно. Се менува. Да. Така да во стариот во години треба да учи, младиот да работи. Точно. Па и да се надополнуваат, младите да им отворат визии на постарите, старите вработени да им дадат мудрост. Браво. Затоа што ние пак имаме мудрост. Ја ги гледам младите студенти кои што доаѓаат, да, они имаат теорија, ова, она, ја ги поминав тие теории, меѓутоа дојде и слушнете ја праксата, мудроста. А од нив знам да научам овие новите гаджетс, овие новите вака треба, така треба, подобро тие, не знам, чат GPT за ова ти треба, не знам, Gemini, Океј, учам во тек сум со, како што рече ти, се надополнуваме генерацијски. И така ги надминуваме до некој степен јазлите помеѓу генерациите, суетата, дека јас сум постар вработен и така натаму. И така натаму, да не навлегувам сега во конфликти. Значи, веројатноста да младо вработени прегорат е помала, но постои, па ќе речем и од нивната личност и од работната позиција и колку они ќе се натрупаат со активности и ќе се разочараат од старт, дека не е идеално како што тие учеле или размислувале. А сите сме го поминале идеализмот. За разлика од оние веќе после во поодминатиот стаж, веројатноста дека се прегоревни е многу голема. Во однос на репетитивноста. 10, 20, 30 години едно исто. Дали е тоа фабрика, дали е тоа наставничка во 9-летка или во средно, едно те исто, едно. Пролета дојде 30 години. Барнаут. Затоа во некои земји после 5-6 години ги менуваат на други позиции. Да. Баш како рефреш. Уште постои тоа така, да. Посебно на повисоките позиции. А сега веќе не важи само за повисоките позиции. Смета дека тој менеджер може да дадат не повеќе од 1 до 2 менеджерски договори од 4 години и после вика тој е за нашата работа потрошен и истиден лимон, он треба да иде на некој друг предизвик, на исто место, но ние сабараме нов и тоа они така прават. Но сега се веќе 10 години гледаат и самите луѓе преку курсеви да ги менуваат своите професии. Да не им се случи тоа, таму се многу... Да, ова се убаво го кажа. Дали некои општества се повеќе свесни за бърнаутот и дали ги гледат како основа за боледување, а некои општества не се свесни за системски за бърнаут дека постои и дали некои општество е посклоно да создава бърнаут услови? Постојат општества кои што се свесни за бърнаут. Сите сме ние свесни на некое ниво. Да, тука си управо. Мора да кажам да. Поентата е колку го ставаме тоа во фокусот, колку го валидираме и ако го валидираме, што ќе правиме со тоа? Да, што можеме да. И дали можеме? Има општества кои што го зимаат, го валидираат ефектот на бърнаут и го прогласуваат како по МКБ 10-11 го прогласуваат како болест, како состојба, каде што луѓето вадат, им се дава боледување од матичниот лекар, да одат на боледување да закрепнат од бърнаут.
И дали им дават некакви насоки или само да лежат? Одат да закрепнат и тогаш работат со психолог, психотерапевт, значи општеството, како да речем, се грижи за Може да нив. дадеш пример за некој општество? Мислам дека беа Шведска, Така и Данска. Данска, тие се доста поразвиени. Кај нас тука во околијата Нема. нема, не знам, ние сме нели работи, трпи, робства, молчи, работи. Утопи се у средината. Работи и кјути. Да. И слушај. И некако работата, оној кој што не работи е гледан со омаловажување. Оној кој што работи, кој што се труди, ние уште повеќе го мотивираме да прегори. Браво, браво, можеш, можеш. И уште кога рече, не можам, умориш. Ама можеш, издржи уште малку. Да, тоа е таа и по тие едукации обуки што сум ги правил со клиенти групни и јако сум работел за други, како да шефот како да не сака да влезе во спор со некој што го гледа дека посебно вакви големи корпорации или јавни организации. Полесно му е кога знае дека треба нешто да се реши, знае дека Марија ќе го реши тоа и да не губам со него, нема да ми го реши, ќе ми направи 300 Наместо кривини. да инвестира во тој. Да. Или да го смени, или да го изротира, или, например, него го бива за тоа, окей, стави го А таму може кај затоа што... и тој не сака тука да се даде максимум, сака нешто да. Може би. Тоа е веќе она прераспределување на човечките ресурси. А Светска здравствена организација што вика за барнаутот? Дека е многу застапен, дека е застапен и кај мажите и кај жените, дека е застапен повеќе кај жените, заради токму оваа преоптовареност од премногу активности, дека луѓето кои што се со поголем работен стаж се попрегорени, Добро. општествата кои што се настроени кон индивидуализам, ние не сме кон индивидуализам се уште, Да, ајде. тука некаде. Продолжи. Општествата кои што се настроени кон индивидуализам, надпреварувачки дух и кои што немаат голема социјална поддршка за народот, се подложни на бърнаут. За разлика од општества кои што се колективни, каде што се негува заедништвото, не мора да успееш по секоја цена. Тоа го кажува Светска здравствена? Да. Добро. Дека тука веќе имаме помалку веројатност да таквите кога едно општество негува побавна култура, колективност, не индивидуализам и надпреварувачки дух. Тука е колективно, ама ајде колективно да работиме, веројатноста да се прегори е многу помала. И се ова глед како ми дојде додека доаѓа фамо ми пошто ние имаме дивергентни размислувања. И си викам, види го Safe City. А јас си го викам Slow City и сите ме зезаат за тоа Slow City. Добро, право си. Па видете, а брзината што направи. Татко ми секогаш викаше собраќајот е култура на еден народ. Не е далеко од вистината, така е. И гледајте собраќајот што ни беше последните години. Брзина, алкохол, собраќајни несреки, мислам да не навлегувам во 10-та тема. И сега одеднаш правиме... Од таму тоа се гледа. Се гледа бърнаут. Бърнаут ли работата на себе, одговорноста за другиот, одговорноста со твоите постапки, друг да не повриш. Тоа е само појавното што све има дупки. И ја го поврзуваме во контекст на бърнаут. Брзај, hurry up. А и тоа, да. Тоа е драйвер. Нека спомни алкохол, брзањето, да. Брзањето е поврзано со бърнаут. Ја морам да направам тоа, докторат, магистратура, имам клиенти, имам работа, имам дете, да сготвам сопругот, да ги прошетам, ја морам брзо сегде да мултитаскинг. Ете брзината. И сега одеднаш одиме бавно. Не повеќе од 50 на сат. Тоа е едно, тоа јас само би додал, а одеднаш уште полошо. Фуп, мојот живот завршил. 80 години, завесата енде, нема више на ова. Тоа уште полошо. Па ја не го направив животот како што требаше. Не го поминав така, сакав вака, јас све поминав убрзање. Ова слово е можеби, ова е добро, ама и има овде прилагодување, ама таму веќе малце е проблематично. Тогаш прават ретроспекција и затоа после имаме тага. Депресија, тага во старите години. Да сум на твои години, внучка. Да сум на твои години. Аз сум од памет.
немаше да ја ожена мајка ти, баба ти. Баба ти. И така Веро, натаму. да. Да, тоа убаво кажи ми, да. Ова е индивидуална одговорност или системска? Организацијата треба да се грижи за својот колектив, дали има бърнаут или не, или индивидуално, ја треба сам да се грижам за себе. Па кај нас претежно е јас сам треба да се грижам за себе. Кај нас е така, знам, но Кај како нас е треба така. да биде? Пожелно е, не треба, не мора, еве гледаме, немаме регулатива, но пожелно е институцијата, фирмата, организацијата да се грижи за своите вработени. Во секој поглед, значи не е работата само ајде учинок, еве плата од 8 до 4, во смени и така натаму готово. Да инвестира, не само материјално, да, и материјално, затоа што сите одат нели за работа, колку не се студенти, па одат за пракса, нели да го научат нештото. Меѓутоа, повеќето луѓе правени се пак истражување, ми доаѓа на памет, зашто луѓето знаат и покрај тоа што се добро платени да заминат од работата. Затоа што Да, окей. не им е Продолжи. валидиран трудот, немаат сатисфакција, немаат чувство баш на тоа строук, браво. Значи, некој може да биде преплатен, меѓутоа да не го добија светлото, дека ја го направив тоа е нејзина негова заслуга, сатисфакцијата. А тука пак одиме кај мама и тато, колку мама и тато ги валидирале успесите. Добро, тоа веќе може да биде поврзано, точно. Така да убаво е да установата, фирмата се грижи за своите вработени. Во Македонија гледаме некои фирми да се грижат за своите вработени со најразлични механизми, со окей, ќе одиме после работа, after work party, окей, слободно дете, Team building. team building. Како гледаш на тие team building што ги прават? Имаш ли искуство со таа работа и дали отплика знаеш што се случува на тие team building што ги прават луѓето? Сум била на team building, редевме шпагети. Добро. Окей, тоа е метафора. Имавме тим. Никој не комуницираше, редевме, не бевме тимски. Имавме тим, ама не бевме тим. Влечевме јажи, така натаму. Окей, сето тоа е во ред. Меѓутоа, ја како психолог, психотерапевт би одела во многу подлабок Тоа team сакам building. да го слушам. Ја не правам такви team building како вие што сте рекле. Но тоа сакам да те слушам дали тие team building треба да Не. се поинакви. Треба Од да стручњак како тебе, како Треба мене, да се. Убаво би било да се поинакви. Да. Има, например, team building гледам во доста развиени фирми кај нас во Македонија. Одиме за викенд во Охрид. И што? Толку. Кај е тука структурата, програмата, едукацијата? Не кажуваат да речем има некои фирми, вика сакам да идам во Маврово, вика дај ми понуда, вика сакаме да возиме, вика тие на 4. Како? Тоа е за антистрес Вика, супер. Тоа не сум јас, викам, јас сум за тоа е супер за тоа, ја можам да го ставам мојата програма, но У пауза. ако само на тоа се сведе, не сум ја човекот за тоа. Јас ова што спомнав ја, влечење на јажи, макарони, шпагети, ја би го оставила во айсбрекер. Значи, ајде да го скршиме мразот со влечење на јажа. Значи, не е за мене тоа Тоа може цела биде една... дел, ама тоа не е Не. тим, тоа не е тим building. Така да, ретко кои компанија, може би и грешам, инвестираат здраво врз основа на ајде да викнеме врни стручњаци кои што ќе работат на тим билдинг. На нашите вработени, јас ќе се грижам за вработените. Дали може би такви големи компании треба да има човек од нашата сфера, Да. како посебен сектор од класичниот HR, од Па е. сектор за човечки односи кој е за вработување, пропис, зголемување плата, решение за одмор за боледување. Океј, тоа е све пожелно. Дали треба некој да има во тој сектор за ова работа специјално? Пожелно е да има, најчесто нема, некаде има, не баш вака убаво класифицирано како што ти го спомна, но најчесто нема и тогаш се активираат надворешни соработници, па и тоа Може е и окей, надворешни соработи, тоа може и поправилно, помалце ќе биде објективен. троша и објективен ќе биде, точно. Ти гледаш маж одма во трошок. Брзо се спојува, точно, да. Ја гледам во објективност. Не, тоа е првиот показател, ќе има повеќе параметри. Тоа е првото го трошок, второ може лесно некој да влезе со него, ако не е целосно изграден едукаторот, уствари едно едукатор обутош, друго е да е тренер трансформатор. Ако е тренер трансформатор како ние, нема да се наруши со некој да е поблизок. Он ќе ја држи објективност. Но едукаторот кој држи едукација, може би да, може би не знам.
Но Различно. повеќе, но значи се согласуваме дека треба тоа да биде. Многу е пожелно за да траат вработените. Значи, ние често пати еви во нашата работа, значи, не е битно понекогаш колку сум ја добар психотерапевт. Понекогаш е битно колку јас долго ќе траам. Браво. Колку долго јас траам, ќе можам да дадам повеќе учинок за другите и толку подобро ќе бидам за мојот приватен живот. Ти со твојата професија изложила си да бурнаут? Ова некако го почувствував Сега прашањето го дека добив. оди натаму и, Па, така и ми сакав е. да те прекинам, ама викам ајде нема да те прекинам. Не И да ако сме е така, дали се да. справуваш и како се справува Розалија? Чекај сега. Ќе почекам. Извини. Тајната ти ја бараш до secret ingredient. Тоа кошта. Да, точно. Не мора да се изнесам. Се шегувам, но и не се шегувам. Значи, не само што кошта, се во животот си има свој данок. Нашите професии се доста подложни на согорување. Не само психолози, психотерапевти, туку сите оние професии кои што се даватели, каде што има голема циркулација на луѓе, на жива маса, на деца, за разлика, нели, каде што, да речеме, пишувам, цртам, таму има помалку бърнаут. Креирам музика, може да дојдам до бърнаутот, нели, досада и така нешто, но не. Каде што кај нас има повеќе циркулација, различни луѓе, различни проблеми. Наставниците се премногу изложени на бърнаут, затоа што ете пролета 30 години. Добро кажа сега да и да прашам во Али едно истото прашање кои професии се поизложени. Значи После викаш ќе добро. Ке го апдейтуваме и тоа. Да, и ние многу прегоруваме затоа што Мене ми интересира ти Јас. лично, ние секогаш сакаме ти, не сакаме ти. а не другите. Дали тебе ти се случило да дојдеш во таква ситуација, во твојата пракса со твоите клиенти? Да, да. Еве, ексклузивно за тебе, да. Сум дошла во состојба, сега прегорувањето има многу фази. Ја имам дојдено во втора, четврта. После ќе ги спомнуваме. И тоа е затоа што стварно, кој што би рекла моја мајка, се залауфав. Значи, тргнав, ме понесе водата. Приватното, државното, Кочани, тоа беше периодот на Кочани, го ставев и Кочани тука. Значи, тоа се 3 гломазни активности. Под приватното зборам клиентите, државната работа, Кочани и плюс приватната Розалија. Домакинлукот, мајката и сето она кое што води. И можев. И бев горда. И терав. И работев се додека телото почна да ми кажува ете вознемиреност, ете ги главоболките, немањето време за сон. И постојаната раздразливост на нервниот систем, јас сето тоа го почувствував и затоа ги разбирам луѓето. Но ја бев доволно мудра и свесна да се повлечам во еден период и да намалам. Тоа е таа граница. Значи, не е поентата ја да прегорам за 2 месеци и потоа готово, ја нема Розалија, поентата е ја да траам. Затоа и ние во нашите професии си велиме да се чуваме и знаеме колега на колега да му кажеме, оке, ти треба малце одмор, повлечи се. И сега тој дали ќе слушне или не, тоа е десето. Така да, сум прегорела, сум почувствувала кога телото ме боли од премногу на акумулиран кортизол, хормон на стрес, кога собирав снага за да отидам на работа и ете жената ќе се насмеам, ќе одам на работа, но веќе телото почна да зборува и тоа ми беше јасен сигнал да речам ајде доста. И што значеше тоа доста? Или е секрет? Сега тоа во следната емисија. Да го гледам. Сега приметувам, мора да видам часовникот, 14:11 минути. Веќе 50 минути разговараме. Кажи ми, тоа што првите симптоми појавни ги кажавме. Која е последната фаза на бърнаутот? Целосен бърнаут. Целосен бърнаут. Побосите за мене. Како изгледа тоа? Тоа е, само ти ме кажува, тоа се вика целосен бърнаут, кога вработениот не е способен да работи. Тажен, исцрпен, депресивен, не ја сака работата, не може да ја работи работата. Не оди на работа.
Пред да се вратиме на симптомите и на стратегија за превенција, на ова, кој е чарето за тој човек? Од тука да... Тоа е веќе терцијална превенција. Што значи тоа? Тоа веќе значи дека ги поминал сите фази, некако на мојата, втора, четврта, туку дошол веќе во последната фаза и одиме на рехабилитација на тој човек. Тоа е исто кога кичмата е со диагноза, одиме на рехабилитација. Тоа значи дека тој ќе оди на боледувања, но кај нас не подболедувања бурнаут, зашто не постојат, туку депресија. Депресивен е. Да, за тоа да. Тој е депресивен, но тој не е депресивен, тој е депресивен од учинокот. И веќе нема мотивација, ниска мотивација, значи ќе оди на боледувања, можеби ќе даде отказ и веќе одиме со работа на себе. Значи психологија, психотерапија, можеби ќе бидат потребни од психијатар лекарства. И голема веројатност и понатаму веќе кога малце ќе подзакрепне да го обжали сето тоа што си го направил сам на себе и понатаму, ова така едноставно го кажувам, но не е, и да си постави нови цели понатаму, да го реинтегрираме назад. Сега, нека е овие последните, кај оние таму. Сега те вратив на нив, ама бидејќи беше на тоа моментот. Како за тие први фази или како воопшто да практикуваме живот, да не влеземе во бурнаут? Стратегија за почетни симптоми на влегување, превенција и нешто и што да работиме за да воопшто и не дојдеме до таа ситуација. Свесност. Посебно за младиве кои тек пред нив е животот. Свесност. Тоа е тоа холистички. Како што велеше ти, дипломатија со сите наши делови, кога ќе се забележиме дека хронична главоболка, хронична вознемиреност на централен нервен систем, кога не можеме да спиеме без некоја посебна причина. Кога спиеме, треба да спиеме, но имаме мисли. Overthinking, преголеми мисли. Соматизација, телото зборува. Одеднаш кога треба да одам на работа, ми се гади. Нозете ми се враќаат. Нешто тука во стомакот ме боли. Или не можам колешките да ги издржам. Не дека е до колешките, до мене е. И тогаш да речеме... Така. Ајде малку чекај, што ќе правам? Значи, дали ја навистина сакам да дадам отказ? Многу луѓе даваат откази. Знам. Баш заради бурнаут, ама не го препознаваат. Многу луѓе се разведуваат ради бурнаут. Точно. Напуштаат образование. Точно. Дали многу отсуствуваат од работа? Точно. Многу навистина се разболуваат затоа што имунитетот им е мал. Така. Им се случуваат несреќи на работа и во животот. Токму ради бурнаутот, нема концентрација. Значи, паѓаат во фабрика... Репетивност, да. И така натаму. Така да, кога ќе забележат дека не се функционални како што биле, или кога светот околу нив ќе им речем нешто многу си нервозен, што се случува, баш тоа да им биде сигнал, стварно, што се случува со мене? И така да препознаеме дали е во бурнаут. Тоа е многу интересно, кога луѓе ќе препознаат дека се во бурнаут и ќе речат, окей, добро, ајде сега јас малку да се повлечам, да се одморам, да направам, да делегирам приоритети, да делегирам активности, таман ќе им биде добро неколку месеци и пак се враќаат назад во бурнаут. Сега се одморив, одам пак да работам, да жонглирам со 500 активности. Да. И така се движат на клацкалка, ваму таму. Поентата е да нема клацкалка. Поентата е, не можеме да сме нон-стоп во баланс, но поентата е да не согоруваме. Затоа што телото памти, значи убаво е кажано, се е тука кај нас складирано. Така е. До одреден момент, додека има капацитет да да складира. Како изгледа тие 12 фази, мене ме копкан да ми ги наброиш на бурнаут? Прво е кога имаме, кратко, некако кога го рече времето, ме стаи притисок. Знам и се извинувам. Да, нема проблем. Првата фаза е амбиција, каде што се работи сите. Ние амбициозно работиме, не сме во бурнаут. Втората фаза е се повеќе и повеќе. Се повеќе и повеќе. Можам и ова. Ај ке земам и проект. Можам. После тоа стануваат фасцинирани како ја тоа све можам, па се става уште повеќе и започнува да ги занемарува своите потреби. Наместо 10 сати, ја ги спијам 4 сати, не мора да јадам здраво, ќе јадам фаст фуд, па можам и да јадам фастинг ќе правам, ќе јадам еднаш на 12 сати. Заборавив кога јадев,
Заборав кога последен пат ги прошетав децата или кога зборував со децата и така се повеќе и повеќе активности, а другите одат во оскудација. После тоа одиме во негација, тоа значи дека Тоа е станува... трета фаза? Не, јас малце ги скокам, ги добро, сублимирам. окей. После оди во негација, значи станува нетрпелив, станува раздразлив, меѓутоа не е тоа заради мене, тоа е затоа што мене не ме разбираат. Че мора да го одржи. Човекот мора да го одржи тоа за да Да се продолжи. оправда. Потоа одиме во социјално повлекување, затоа велиме другите области се неразвиени. Значи не е се јас ќе одам во кино, во театар, ќе одам кај нив, ќе седам на гости, ќе губам време. За тоа време ја попрво ќе го сработам проектот, ќе завршам тоа, ќе одговорам на мејлови. Или не можам, јас сум пренатрупан, сега таму ќе слушам галама. Значи тоа е веќе социјална изолација, затоа што и навистина нема капацитет да се носи со толку дразби и не е приоритет да се социјализирам, за жал. После тоа одиме деперсонализација, која што најчесто им се случува на мажите, помалку на жените, во однос на бърнаут. Да? Тоа значи одвојување од себе си, од своето јас, од своето тело. Не, да. Но не е нели искуства блиски со смртта, туку буквално како да се... Да, Тоа е чувство. И доаѓа до момент Но кога... не знам дека повеќе кај мажите. Мажите. Тоа ме заинтегрира. Окей? Тоа е и прашање зашто мажите баш зашто доживуваат сплит. Знаеш, зашто се деперсонализира, а жената не. Таа е повеќе изгледа залепена. Тоа е веќе ајде да го истражиме и тоа, да размислиме. Но ајде тоа понатаму. И после тоа имаме... Што имавме после тоа? Добро, тука измеѓу имаме страв, тага, лутина, раздразлив нервен систем, вознемиреност и така натаму. После тоа имаме внатрешна празнина. Тоа е тоа што го реков. Имам успешен човек сум. Се имам. Ама нешто не сум среќен. Празен сум. Уствари, едно може да биде бърнаут, значи може да биде многу работа, меѓутоа може да биде причината, мојата празнотија се должи затоа што мене веќе работата не ми дава дразби. Таа дава дразби, но јас не ги перцепирам. И јас сум празен. Водиме кон депресија, безнадежност, не ја сакам веќе работата, нема мотивација, нема учинок, апатија. Веќе почнува така да го гледа животот. Точно. Ја имав клиент кој што рече успешен човек. Стварно успешен човек. И тоа не е фирма со тројца вработени, туку под себе држи, менаџира многу луѓе. Но психолог по професија кој што вика еден ден кога го миев лицето, вика кога се погледнав во огледало, вика јас не можев да го видам човекот во огледало. Кај ја веќе не бев тој. Тој е тој. Но тој кога се видел, значи он заборавил не само да се гледа, туку го почувствувал моментот, што јас направив, кој сум јас, еве деперсонализацијата. Си изгубив себе си. Ја ли сум ова? Ја остава фирмата, не знам што прави со фирмата, не е битно, се посветува на сосема друга работа, меѓутоа пак ја прави во тој концепт, но во помал обем. Компенсација. Затоа викам, може некој да се разбуди и да се освести. Така изненадно одеднаш се ретки случаеви, но може, но процентот е многу мал. Сигурната работа е работа на себе. Па психолог бил. Добро, да, тоа го може нешто да дојде до тоа, да, точно. Тоа го према, тој факт не го зема во обзир. Да. Полеки ова наша дружба ќе заврши. Јас би ја завршила, сега јас се мешам. Не, ајде, кажи. Најстресни и најмалку стресни професии. Не, ја сега ќе те прашам нешто да не пропуштам, нема нешто важно ти да кажеш нашите гледачи, но тоа секако има ли професии посклони кон бърнаут? Тоа па што убаво го кажа. Има. Овие кои што, како што реков, се во фреквенција со луѓе. Значи, здравството, лекарите, ние, психолози, психотерапевти, социјалните работници, медицинските сестри, наставниот кадар, значи сите тие кои што имаат со жива материја, каде што бара од нив да се трошат. Тоа се најстресните.
и најподложни на брнаут. Некој ќе прегори, некој не. Тука имаме и типови на личност. Да. Во образовниот процес секоја ме натера да размислам, те слушам, да ќе кажам ја тој на факултет. Тоа ќе го кажува испитот, не се замара дали студентот ќе положи или не. Наставничката од прво до пето, она работи со 30 дечиња кои се во прво деление дечиња. Па негде може и педната да смени. Колку е таа Изложена е. на огромен притисок? Да тргне Значи, сакам да кажам, не целиот образовен систем. Може би овие се во најстресната позиција Да. од целиот од таа алка на образованието. може би е многу полесно на факултет да се работи. Држам испит, тоа ја ако Предавања. положи, да. Овде треба да го научам да збори. Описменување. А буквата да иде во веце, па не сака да иде само, не е мама до Толеранција на него. фрустрација. Да трпиш, чека, има 45 минути. Да. Ми се јаде. После вториот час е одморот. Толеранција на фрустрација. Други професии? Тие се така поподложни на брнаут, а најмалку подложни професии се оние кои што се, како да ги речам, пилотите, каде што да, ќе речеме таму горе лета опасно е, меѓутоа тие се помалку подложни. Баш онака тој управува еден двајца се, тука се помалку подложни на стрес, и помалку подложни се оние кои што се занимаваат со земјоделие, стопанство, сточарство, Да, сигурно дека нема. контакт со природа. Контакт со природа нема брнаут, да. И исто така оние кои што се пак ќе речем некако не административна репетитивна работа, туку каде што има повеќе креативност. Цртам, бојам, Да, создавам, пеам. Таму има стрес за ново дело, да се појави кај него што ќе прави ново, но брнаут нема таму. Тоа стрес има, Помалку. не мора да стресот дека да. Сега ми помине една мисла за едно прашање и ова сега да продолжи, тоа се отприлика професиите кои се изложи. Кажи ми, во еден колектив, јавна организација, корпорација со повеќе вработени, таму повеќе се изложени на брнаут. Кажи ми и дали естаблишментот е пожелно да заврши некоја психотерапевтска школа за подобар менаџер да биде, да не речам лидер, подобар работодавец, подобар осет да има за своите вработени. Дали тоа би значило како подобрување или надворешен психотерапевт, не коуч, психотерапевт? Апсолутно да. Значи не само што ќе заврши работодавецот, менаџерот или нешто така од повисоките структури, затоа што се и они многу Прво подложни. за себе, а второ и за другите. Точно. Затоа што и они се подложни на брнаут, затоа што носат голем товар. Под нив го носат товарот и одговараат. И може да каже, никој не е добар, јас све сам ќе направам. Менаџерот горе. Тешко. А добро доста така функционира. Да, но тоа е многу тешко, ќе прегори. Ќе прегори. Има такви ситуации, да. Така да пожелно е да, ма не само нели тие да завршат психологија или пак не психологија, туку нешто она применета психологија, да имаат знаење. Тоа е едно нешто. Океј што ќе имаат знаење. Колку тоа ќе им врши пракса? Во пракса колку тоа ќе им врши работа? Знаењето некако останува тука некаде во некој Не каче. знаење, затоа не реков психологија, реков некоја психотерапевтска школа па и од краток рок, година, две, не мора да е 4, кај што ќе има работа на себе. Наместо да заврши, нека доаѓа кај нас. Да, или на да има работа. некој надворешен ангажиран како нас. Тоа се Точно. согласувам. Затоа што ако Тоа се завршува, согласувам. ќе го кошта многу време, години, инвестиција во себе и нема потреба да биде учител. Така ќе биде учител и ќе има нова професија, освен ако не сака. Да. Но на таквите горе, високо во менаџментот, навистина им е потребно, како што им е потребен PR, како што им е потребен нели правно лице, сметководител, како што си имаат исто во приватниот живот матичен лекар. Јас секогаш сум викала и психотерапевт или не е битно психолог Да, или да, надворешен соработник кој што ќе работи со мене. Јас како менаџер носам терет, конфузија, кој пат да го фатам, која стратегија, не знам. Не само и за него лично, него има ситуации од моите клиенти кај што системот стотина вработени
особата секој трети ден дома седи со плачење Има. од работното место и сега врвниот лидер, менаџерот кој е одговорен, не го гледа тоа. Не го гледам. Така да тој надворешен некој како нас кој го ангажира ќе направи можеби едукација, тренерство не само за него и за целиот middle management, среден естаблишмент. Зашто нека особа од работно место да иде со плачење дома? Точно. Точно, затоа е потребно на вистина да се инвестира во Сериозна вработените. тема е ова, да. Многу е длабока. Затоа некои држави кои инвестираат во вработените измислуваат само коли што летат. Ние уште не знам нашиве краишта дали ќе измислиме да речеме, не знам. Поново беше Креативноста се создава во такви средини. во такви. Колку само, значи јас се враќам назад, колку само имаше кога жената тргнува на работа и мора да го остави детето некој да го чува, нема кој да го чува. Веќе Рагајте деца, нема место во градинка, се чека како за да положиш како за да бидеш примен на факултет, на листа си за чекање, мораш да тргнеш, немаш трудничко од 4 години, како што во некои земји има, затоа што се формира тогаш атачментот, кој што е битен како база за детето. Работодавецот те вика не ме интересира, ти истекува, доаѓај. Тогаш одамна немаше, сега гледам дека има, одамна почнаа да се создаваат. Јас се грижам за мојот вработен, имаме градинка во нашата фирма, која што за сите наши вработени ги носат децата тука и бесплатно престојуваат во тие градинки. така е. Така е. И јас така ќе бидам ефикасен работник и нема да прегорам и нема да бидам фрустрирана да работам и да мислам што се случува сега со моето дете, кој го Дали ќе чува. закасам да го земам или да, браво, така е. Тоа се помага. Фирмата највидум е тоа трошок. Тоа е инвестиција, Инвестиција. во стабилна, просперитетна, профитна иднина. Иднина, точно, Така е. на долги стази. Мислам дека тука ќе завршиме. И сега би прашал, тоа добро го кажа, место јас да завршам емисијата, јас само ќе кажам поздрав на нашите гледачи. Ти обрати се, што ќе ни кажеш на мене и нашите гледачи за крај. И така ќе завршиме. Сега Поента некоја. треба некое откровение да кажам. Не брзај, земи време, земи здив колку мислиш. Сега ги сменевме улогите. Да си земам време за себе. Во однос на темата burnout, Да. тешко е. Стварно е тешко кога човек е прегори, но да не стигнеме до степен на последната фаза никако. Токму затоа некако да бидеме повеќе во себе, не можеме нон-стоп во себе, меѓутоа да се осврнеме кон себе, да го слушаме телото. Ако не боли хронично глава, а медицината вели се е вред, психолошки ти е. Ако имаме киселини во стомакот и медицината вели се е вред, Здрав си. соматика ти е, здрав си. Ако имаме анксиозни напади, панични напади, испитаме срце, крв, холтер и медицината вели се е во ред, под стрес си, да се запрашаме каде грешиме. Тогаш не е се во ред. Да го откриеме тоа. Тука е трикот. Да, тој е никулецот, што всушност е тоа поле за работа. Во овој контекст burnout, во друг контекст можеби некоја друга проблематика, но јас би рекла да го слушаме своето тело. Надворешните дразби да ги намалиме. Shut down. Мобилен, интернет, мејл, 24 часа shutdown, по можности 2 дена. Shutdown од работата, јасни граници. До тука, од тука завршува. Не може, не е здраво ја 24 часа да бидам достапна на сите. Ке прегорам. И јасни граници. Ова ми е приватен живот, ова ми е професионален живот. Тука работам, завршува, одам тука уживам. Ова завршува, одам тука. Како што велат, не ги носите проблемите од дома на работа, да. Или на било каде. Или од работа исто така не ги носите дома. Граници. Да. Значи, самосвест, граници, грижа за себе и слушање на своето тело. Одлично за крај. Благодарам. Благодарам и тебе. Одлична дружба. Квалитетен разговор, драги гледачи. Добре да се гледа ова видео, овој подкаст со нашата гостинка. Ке си направиме нешто добро за нас. Ако станеме свесни за се тоа што кажа Розалија, нашето тело,
нашите цели, прептовареноста или не, и така натаму, и така натаму. Има што се научи од ова беше фантастично. Благодарам. Благодарам и тебе. Се најдобро ти посакувам, до следно наше гледање. Продолжи со успех да работиш својата работа. А помалку доаѓаш во ситуации на барнаут. Така е. Научив. Имаш ти искуство, си научила тоа, со чиме да го помниш више готово. Да, така, браво. Секој добро, ве сакаме за некој наше следно гледање.